Долнодримковската регија е девствен природен рај. Долнодримковската регија е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја Долнодримковската регија. Посети ги долнодримковските села, кои молком шепотат скоро без глас, раскажувајќи и пророчувајќи си ја собствената судбина, од раскошен мир и немир, во исто време необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, простор во кој се слушаат звуците на музите, кој оддава впечаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак, ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, оној духовниот во вера Христова, со која биле подигани и преубавите камени базилики, темелени во цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на непокорот на македонецот низ битот и желбата за опстојот. Да се истражува Долнодримковската регија навистина представува не само задоволство, туку и привилегија, затоа што на незиниот простор тлее материјален културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милениумско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Долнодримковската регија со својата извонредна географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, представува своевиден бисер со посебен духовен ареал, што Господ го создал на земјата. Многуте духовни светилишта на ова регија и даваат посебност, автентичност, единственост, репрезентативност, разновидност и интегралност, кое представува добро, највисоко национално значење, кои се нераскинлив дел на историското опстојување на македонскиот народ и Македонија. Долнодримковската регија изобилува со сакрални објекти, таа изобилува со цркви и манастири кои се позиционирани на доминантна позиција, кои зрачат со својата убавина, изградени во различни временски периоди, сите еднобродни, градени од кршен и придлакан камен, со прецизно изведени рабови на блоковите, поврзани со варов малтер, земја или глина, со применета камена пластика при изработка на вратите и прозорците, со завршни венци најчесто изведени од профилиран камен, со двоводен покрив изработен од багремови греди, со изворен кровен покривач од делкани доломитни плочи, во комбинација со теракотна опека, фреско живопишани зидни површини, копаничарска филигранска иконостасна релјефна резба, ткаена во ореово дрво, подови покриени со камена пластика. Минатото и сегашноста на Вишни е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг.
Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскидливи нишки кои го градат долгиот континуитет на вишенскиот живот. Втората половина на 18 век за Вишни е период на обновување на духовниот живот во селото. Падишахските достоинственици од Солунскиот отомански род Казаслар, Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рау бек лично ги набавиле ферманите и одобренијата од падишахот за реобнова на разрушените цркви Света Петка, Свети Климент, Свети Врача и Свети Атанасије. Црквата Свети Атанасије вообновена е во 1845 година со одобрението на цариградскиот патријарх Мелетий, кое датира од 1845 година, а со одобрението на цариградскиот патријарх Мелетий, кое датира од 1847 година, црквата е осветена од Охридско-Преспанскиот митрополит Дионисије на 3 април 1847 година. Цариградскиот патријарх Мелетий при осветувањето дарил и 15 гроша. Во 1846 година е изработен иконостасот. Во храмот богослужеле парохискиот свештеник Јоанија Миладинов од познатиот семеен род на браќата Димитар и Константин Миладинови, парохискиот свештеник Лазар, родом од селото Подгорци. Во овој храм богослужил и парохискиот свештеник Хритистон. Вознесение Христово е еден од најголемите и најсветли 12 христијански празници, чиј празник го празнува сета православна христијанска екумена, каде што се слави Вознесението Христово на небото, кое се случило 40 дена по неговото воскресение, со што се исполнува старозаветното Мојсиево пророштво на спасението стварено преку Исус Христос, каде што на 40-тиот ден по Христовото воскресение Светиот Дух се излеал врз апостолите, кои биле на едно место во Ерусалим и врз сето човештво, а Божиот народ го прибрал во телото Христово, црквата. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Пештерската црква Вознесение Христово изградена е кон крајот на 14-тиот и првата деценија на 15-тиот век во тешко пристапен карпес дел на живописната долина на река Сушица, втисната во една голема каменеста стена, висока 100 метри. До самата црква водат скали, излабени во самата карпа, а пред влезот во црквата се наоѓа мост, вдлабен во карпестата стена, од багремови греди и штици и ограда обложена со багремови греди. Во каменестата конфигурација постои мало плато на една испакната карпа, каде што до неодамна постоеше голем дрвен крст и дрвен разбој. Природниот отвор на Пештерската црква, која се наоѓа на јужната страна, нејзиниот долен дел е затворен со зид созидан од камен, додека горниот дел е затворен со дрвена багремова оплата. Површинскиот простор во внатрешноста изобилува со големи конфигурации на вдлабени и испакнати форми на камената карпа врз која е насликан фреско живописот. Фреско малтерот е поставен во два слоја. Првиот слој е нанесуван директно во карпата, кој во себе содржи крупно и ситно зрнест песок, измешан со вар и плева.
Вториот слој на малтер, површинскиот за кој се врзува слојот од боја, е тенко нанесен врз првиот, а се одликува со посветен тон. Слојот од боја е поставен во фрескотехниката, кој ги носи сите карактеристики на средновековното македонско сликарство. Во горното сверно поле на апсидата е насликана Богородица, која е сигнирана како пештерна од типот на оранта, со малиот Христос на градите, која се сопаѓа со карактерот на местото каде што е подигнат храмот и добива епитет на Спилеоптиса. Под неја е насликана композицијата литургиска служба на светите архиереи, Свети Василий Велики и Свети Јован Златоуст, кои се поклонуваат на светата трпеза на која е положен малиот Христос. Од секоја страна на честната трпеза Господ Исус Христос го обкружуваат по два ангели. На северната страна се насликани светите врачи Свети Кузман и Дамјан, а до нив светителките маченици Света Марина, Света Недела, Света Текла и Света Петка Трновска. Тука се е подредено на митското и магичното, божественото, кое овде зрачи од секоја карпа, што високо го надвишила небото, зрачи од нивната распукана утроба, во чија темнина царуваат утките и лилијаците. Зрачи од секоја тревка и цвет, што блажено те опиваат. Зрачи од шепотот на росата и од жуборот на таинствената сушица. Таа што умее часкум да ја снема, да ја проголта дното и од ненадеж пак да се појави. Тука и месечината може да засветли посилно и од сонцето, а кога и него ќе го нема, пак ќе блесне необична светлина, пламен, што патува по небото од еден на друг предел, за да го сокрие длабоко во подсвеста на луѓето. Навистина необичен феномен. Феномен кој според некои сознанија е единствен на просторот на Македонија, но и пошироко на Балканот. За него атеистите ќе речат дека е метафизичка појава, а оние посветените на Бога него го поврзуваат со постоењето и силното дејствување на Светиот Дух врз овој простор. Од тука, оваа необична појава се поврзува и со преданието за Света Спаса Вишемска, како и за незиниот брат Свети Спасе Вепчански, за нивното постоење и бесмртност. Станале мит, чија светост одамна е окована меѓу звездите во вечноста. Житието на светите исповедници и праведници, Спасе и Спаса, започнува и се испреплетува со историјата на големиот и познат манастир, посветен на вознесението Христово, кој се наоѓал над некогашното село Заграчани, во местноста која и денес е позната како Бабуш. Светите исповедници и праведници Спаса Вишемска и Спасе Венчавски потекнувале од тоа село, кои во тоа време биле само просто смртни и земски маченици кои живееле во времето на османиите. Се верува дека нивните имиња им ги дал народот. Тие биле сираци без родители, заради што свое прибежиште за спасение на душите побарале во блискиот манастир, кој бил голем храм со 3 камбанарии, чии одзвони се слушале надалеку. Дали тој одзвон им ја открил трагата на младите маченици, Спасе и Спаса, никој не знае. Сепак тука ги насетил гонителот во обид да ги обечести и потопчи. Но тие успеале да се измолкнат од злобните раце и да побегнат во дивината.
За да ја спасат честа своја, народот и верата христијанска побегнале на две страни, разделувајќи се со тешко срце, но со аманет, така осамени да го чуваат заветот, барем едниот од нив, ако преживее. За среќа, преживеале двајцата. Откако тие двајца се разделиле, светиот исповедник и праведник Спасе Вепчански станал пустиник, талкајќи низ високата гора. Се оддал на аскетски живот, често прогонуван и поганет, дружен со орлите и молните, се додека не се засолнал меѓу карпите во дабовата шума над Вепчани. Така тој станал доброчинител и заштитник на луѓето, проповедувајќи го светото Евангелие меѓу простиот, но верен селски народ, кој по никоја цена не се откажувал од својата вера христијанска. Затоа него вепчанци ќе го наречат Бабалак. Се упокоил во длабока старост и не се знае местото на неговото погребение. Нему вепчанци му посветиле дури и два храма, Свети Спас Горни и црквата Свети Спас Бела Плоча. Светата исповедничка и праведница Спаса Вишемска своето скровиште го побарала во дивиот предел на кањонот на Сушича, во пештерната црква Вознесение Христово во Вишни, вгнездена во карпите на 100 метри од земјата, каде што го минала својот испоснички живот, како Божија, земска следбеничка и доброчинителка, а закоравениот во карпата див повид, што наликува на расплетени коси од некоја скаменета вила, и денеска ги чува светите тајни на светата исповедница и праведница Спаса Вишемска, кое растение единствено допирало до светицата, каде што таа се искачувала до небесата, до Бога, заради молитвите. Со него таа ја надвиснувала и бездната на спилите со солзи во очите, за да ја напои Сушица, а воедно со него го плетела и преплетувала дивото билје, за да ја закити косата. Но исто така, со него ја каела и рубата. Светата исповедничка и праведница Спаса Вишемска набрзо маченички го завршила својот живот, за да не падне во рацете на злобните освојувачи, со што го зачувала девството и како совршена невеста му се предала на својот младоженец Христос. Долго по незиното упокојување, незините свети мошти чмаеле во темната бездна на пештерата, далеку од очите на Бога и на луѓето, а нејзиниот милозвучен и божествен глас се уште лундзал низ пределот на соништата, како ранета утка во ноќта, барајќи милост за спокој на душата се до 1927 година, кога Марија Дарановска од Долна Белица моштите на светицата ги носи во Вишенската црква Свети Атанасиј, а Љубинка Љашкова по потекло од селото Мали Влај преку својот татко од Влашко ја порачала сребрената маска со ореол, кои ја направиле тамошните мајстори Кувенџи, која и денес го заштитува незиното лице, а моштите се чуваат во дрвеното сандоче што го изработила теодешните мајстори. Многобројни се чудесните исцеленија, услишани молитви и молби од верниот народ, принесени пред светата исповедничка и праведница Спаса Вишемска. Многобројни се поклоненијата и молитвите од верниот народ пред моштите на светата исповедница Спаса,
за да ги застапува пред Бога за нивното здравие, за пород, за вдобување, да и се заблагодарат за тоа што Бог ги слушнал нивните молитви по низините застапништва. Црквата е тело Христово, чии членоми се верните чеда, а од кои пак се очекува и чија цел треба да биде постојаниот стремеж кон светоста. Црквата на православната христијанска екумена, а воедно и Македонската православна црква, како дел од православната христијанска екумена, ги препознава светилата во светот, а и верно ги следи и исполнува зборовите на Спасителот, дека светилото не се остава под поклопец, туку на свечник, за да им свети на сите. Светоста е нешто што се случува постојано во сите дни од постоењето на овој свет. Има неизбројни, неоткриени светила и цел еден свет од маченици, чии имиња не сме ги дознале, но ете така благословил Бог. Својата непогрешлива промисла и преку својата неискажена милост, Спасителот повторпат ја удостои Дебарско-Кичевската епархија да се радува на неговите светии, на оние кои без трошка, сомнеш и храбро се упателе на патот кон светоста. По пречистанските маченици, со Господовото провидение се случи канонизација и на светите исповедници и праведници, Спасе Вевчански и Спаса Вишенска. Според одлуката на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а на предлог на Комисијата за канонизација на светии во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светите праведници Спасе и Спаса беа вброени во диптихот на светиите, а како ден за нивно празнување се определи денот недела, денот пред Вознесението Христово. Канонизацијата на овие светители започна на 8 јуни 2024 година во попладнените часови со вечерна богослужба во храмот Свети Атанасии во село Вишни, на кое што чино начасуваше неговото преосвештенство Партени во сослужение на монашкото братство од Бигорскиот манастир и монашкото сестринство од манастирот Рајчица и многобројното свештенство и верен народ.
не помисла, суспекате и властващо, и воневој помощника, за што запози Бог, Богу дарови ти, и от тебе потече извор на чудеса. Тебе пред тебе стоиме, со стрекај свештен, молејќи те, утекала верните подай, пред Христа застапување. О Богородице, тебе те величаме. Спаси ги, одведите слуги своји светителке, Зашто во мајките кон тебе гитаме, како кај неразрушни ведем и заштита. погледни со добро срдечно се пеа на Богородице, на моја ги, и од секако зло закрилувај ги. Како и она во кито, до пештерата мрачна се всели, со Христова светлина спасо, света озарена заблеска најсветла, со вела освишени, со подвизи. От и Синот Твојго слава, Ти кон Него Дево, со вакви песни приоѓан, Боже на отците наши, Ти си благословен. Облека светла на небото прими, и во вечна радост се всели, затоа ти певе И Синот Твојго слава, Ти кон Него Дево, со вакви песни приоѓан, Боже на отците наши, Ти си благословен. Облека светла на небото прими, и во вечна радост се всели, затоа ти певе радосно во се држителот Бога го смеши, народот те воспева радосно во веки. Исцели ги од злото и мире, свете нас и Сите од Христа љубејќи го со пламено срце, ко спасение Твојка, води го спасо, кој издига дух понтучи на Богородица, Тебе величаме. Сите од Христа љубејќи го со пламено срце, ко спасение Твојка, води го спасо, кој издига дух понтучи По завршувањето на вечерна богослужба во храмот Свети Атанасиј во село Вишни, на кое што чино начествуваше неговото преосвештенство епископот Антаниски господинот Партени, во сослужение на монашкото братство од Бигорскиот манастир и монашкото сестринство од манастирот Рајчица, заедно со соборскиот народ, во катедралниот храм Света Софија беа свечено дочекани моштите на Светата Спаса Вишенска, а потоа беше ослужен и последниот парастор за новопрогласените светии. Спаси
Спаса Христе Боже наш, Тебе слава Ти Отецове, що безпочетно Тебе Отець, і Пресвятий благи, що Твою Твою, все і все Боже, і воре живе Твої. О, покойни Спасителю наш, соправедните Твоите раби, и вседи во Твоите творови, како што е напишано. Презирајте ги како добар, дивните прегрешенија, волни и неволни, и сите свесни и несвесни, човеколюбче. Господи, Сини мой, Святому Духу, Принимje и Христо, и во веки веков. Амин. Благословено je carstvo to na Otca i Sina i Svetio Duh, сега и секогаш и во вечни векови. Според одлуката на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а на предлог на Комисијата за канонизација на светии во Македонската православна црква, Охридска архиепископија, светите праведници Спасе и Спаса беа вброени во диптихот на светиите, а како ден за нивно празнување се определи денот недела, денот пред Вознесението Христово. Канонизацијата на овие светители продолжи на 9 јуни 2024 година во Охридската катедрала Света Софија со света архиерейска литургија, на кое што чино начествуваше неговото блаженство, митрополитот Скопски и архиепископ Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима, господин Стефан, во сослужение на епископот Нишки Арсени од Српската православна црква, митрополитот Старозагорски Кипријан од Бугарската православна црква, митрополите Дебарско-Кичешки Тимотеј, Преспанско-Пелагонински Петар, Повардарски Агатангел, Крушевско-Демихисарски Јован, Евровски Пимен, Брегалнишки Иларион, Тетовшко-Гостиваршки Јосиф, како и епископите, епископот Хераклејски Климент, Илинденско-Јадровски Јоаким,
Delčevsko-Kamenički Marko, Drmvitski David, Antanijski Partenij, Stobijski Jakov i Velički Nikola, arhimandritite Nektarij i Dositej, protojereji Stavroforite Nikola Hristovski, Nikola Grambozov, Dimče Đorđijevski i Aleksandar Dimovski, protojerejot Vasko Golabovski, sveštenikot Aleksandar Matelski, protođakonite Nikolče Đurđinovski, Aleksandar Dimitrijov, Dragan Đorđijevski, od Niškata eparhija, Dragan Ivanov, đakonite Dejan Borisov, Stefan Gogovski i mnogobrojnjato sveštenstvo i veren narod. I preosveštenih episkopov naših, Joakimu, Marku, Klimentu, Dariju, Bardeliju, Jakovu, Nikola, podaš Gospode, zdravlje, že spasenije, od svem blagoje posvešenije, na zdravlje